Здраво на сите, добре дојдовте во третата епизода на подкастот Еднакви патеки, заедничка цел. Во оваа епизода ќе зборуваме на две многу важни теми, односно ќе зборуваме за жените од руралните средини и женската сиромаштија, како и една тема која што е помалку зборувана во општеството, тоа е менструалната сиромаштија. За таа цел ги имаме денес во студиото моите две соговорнички, активистки, борци за женските права, Неда Чаловска-Димовска од Центарот за еднаквост и правда и Андреја Огриновска од Сдруженијето ТИТ Инк. Добре дојдовте. Благодариме на поканата. Со вас ќе говориме на две помалку, односно повеќе запоставени теми во општеството, за жените од руралните средини, женската сиромаштија и менструалната сиромаштија. Колку се овие теми актуелни за јавноста? Да почнеме со жените од руралните средини. Неда. Најпрво сакам да кажам дека би било прекрасно денеска да имаме со нас и жена која што е земјоделка, доаѓа од рурална средина и од прво лице, ги кажува овие нееднаквости кои што секојдневно тие ги живеат, меѓутоа би почнала од самото тоа дека не е баш лесно за овие жени да дојдат денеска тука или пак да дојдат да пристапат до одредена институција, зашто навистина се соочуваат со големи пречки уште од самиот почеток. Превоз, отсуство на превоз, потоа немаат време заради тоа што се постојано на работа, дали тоа е платена или неплатена, во нивниот случај генерално е неплатена работа, меѓутоа искрено работам со овие жени изминативе 8 години и навистина и како организации веќе долг период се застапуваме за тоа да се направат институционални системски промени кои што на некој начин ќе го решат конечно нивниот статус, а тоа е дека се неевидентирани работнички, дека придонесуваат за нашата иднина, значи постојано работат. Една жена од рурална средина, односно жена која што живее на село, станува во 5 часот наутро. Најпрво се грижи за децата, потоа се грижи за да ја подготви храната, домакинството, за домакинството, па потоа тргнува на нива да работи или без разлика како и да го поддржува земјоделското стопанство, кое што секако не е на незино име, што значи дека таа помага на некаков начин за економската стабилност на семејството, меѓутоа и за сигурноста и иднината на незиниот сопруг кој што ќе има пензија, а таа нема да има. Така што овие системски недоследности кои што се случуваат затоа што овие жени се толку невидливи за државата, а толку придонесуваат за нашето општество, е важно заедно и солидарно да ги решаваме, без разлика дали некој доаѓа од село или не доаѓа од село. Важно е да ја препознаеме нивната позиција на системска дискриминација, би рекла, и заедно да се залагаме за да го подобриме нивниот статус. Тие се носителки, значи жените во руралните средини се носителки на традиција, на труд и на грижа, сепак се незабележани. И од твое искуство и од комуникација твоја со нив, кои се нивните борби? Со кои се нивните борби? Кои се есенцијалните проблеми со кои што се соочуваат? Па еве, најпрво пристапот до здравствена заштита. Како што кажав, нема јавен превоз. Генерално во државата според статистиката сега е малце подобрено, меѓутоа во нашата држава мнозинството жени не се возачи. Второ, тие се економски зависни претходно од семејството од каде што доаѓаат, а потоа се економски зависни од мажот. И тие немаат на свое име сопствено возило, што значи дека тие воопшто не може ниту да стигнат до определена институција, дали тоа било за здравствена заштита, дали било жртви на семено насилство. Тие центри за социјална работа обично се во градовите, значи воопшто не можат ни да пристапат до нив. Било која институција, значи што им е потребна за остварување на нивните права, им е многу далечна, така што тие се заробени
буквално се заробени во својот дом и во својата околина. Сега, што е тоа важно? Ја спомнавте традицијата. Традицијата не по дефолт треба да биде негативна. Зошто да не градиме традиција на еднаквост во домот и на распределување на обврските во домот. Меѓутоа, во селата конкретно се случува таа традиција да жените бидат единствено оние кои што ќе се грижат за домот и ќе се грижат за семејството, ќе се грижат за децата, меѓутоа ќе се грижат и за повозрасните луѓе. И ова во нашата држава е целосно неплатена работа. Освен тоа што тоа е неплатена работа и она што треба да биде платена работа, а тоа е, нели, кога вие работите во едно земјоделско стопанство, придонесувате, одите на нива и така натаму, тие не се регистрирани. Значи, како индивидуални земјоделки или пак немаат земјоделски стопанства на нивно име. Што значи дека оваа целосна, како животен век работа што ја вршат, останува нерегистрирана и тие до крајот на животот остануваат зависни дали од својот супруг или од нивните деца. Потоа, што се случува, например, за време на бременост? Во голем дел постои статистика дека жените земјоделки имаат најголем процент на предвремениот пораѓај е всушност од жените земјоделки. Зошто? Заради тоа што имаат и ограничен пристап до здравствена заштита, меѓутоа и поради ова што не се вклучени никако во системот, тие мораат до последно да одат и да работат на нива и така натаму, немаат можност како ние, формално вработените, да тие државата им обезбеди, например, да мируваат доколку има потреба во текот на бременоста. И трето, тие во голем дел и вршат физичка работа. Тоа сега да кажам. Да, што значи дека и тоа влијае на предвремениот пораѓај. И сега ова не се однесува негативно, значи само на нив, туку негативно се однесува и на децата, кои што понатаму. Третиот аспект, исто така голем системски проблем, е отсуството на градинки. Значи, ние во урбаните средини, апсолутно и кај нас, се чекаат листи и така натаму, меѓутоа, ние имаме повеќе пристап на некој начин и да аплицираме за тие градинки. Јавна тајна и дека можеш да свртиш. Имаме поголем пристап до и комуникација со институциите. Тие ниту имаат градинка, значи немаат детето каде да го унесат. Не постои градинката во селото во кој што живеат. Апсолутно. И нема што да прават со тие деца. Нема што да прават, па голем дел може да ги и однесат децата, така што и ова негативно влијае на психосоцијалниот развој на тие деца кои што се во руралните средини споредено со децата кои што се во урбаните средини. Така што проблемите се многу големи, например тоа што не се препознаени индивидуалните земјоделци, исто така како здравствени осигуреници. Во Законот за здравствено осигурување, значи дека не само што за време, например, на бременоста, доколку имаат патолошка бременост, не добиваат надоместок од страна на држава, значи тие не можат да одболедуваат. Исто така не можат кога децата им се болни, како што нас не надоместува државата, тие немаат таква можност и повторно мораат да работат во тој период. Исто така за време на криза, еве како што кога беше ковид, не се регистрирани. Кога беше ковид, да речем, уште една, да речеме, таква криза да се случи, тие нема да имаат право на надоместок, за разлика од нас, кои што има право на надоместок од страна на државата. И тие наричам нееднаквости кои што ги доживуваат заради тоа што не се препознаени од системот, се навистина во голем број. Исто е многу важно кога зборуваме, зашто почнавме од традицијата, зашто сметам дека овде има и негативни, многу најнегативните аспекти од традицијата ги, затоа што, например, кога зборуваме за семејното насилство, ние многу работевме, на меѓународно ниво, меѓутоа и на национално, семејното насилство да го направиме и да свати државата дека тоа не е приватен проблем. Значи, не е приватен бизнес, тоа е структурален и системски проблем. Апсолутно, и тоа е јавен проблем, тоа е проблем на општеството. Меѓутоа,
во руралните средини се уште ова не е стигната, ова да речам свесност или ниво на свест, и затоа таму во најголем дел се уште се чувствува како приватен проблем. Па дури и еве сме правела и разговори, интервјуа и фокус групи со жените од село, еве да речеме, кои што кажуваат, а јас каде да пријавам? Што институциите мене ми се далечни, значи воопшто не можам јас да пристапам. Не доаѓа во обзир да дојде до било која институција, не може да стаса. Не може да стаса, па дури и оние да речеме представници на институциите кои што можеби живеат во помали градови или рурални средини, кои што ги знаат на кои што би можеле да им се обратат, тие се некако семено поврзани. И е срам, се уште е срам, значи тој проблем да искочи од таа средина. Па дури меѓу себе поддршката една со друга, да речеме што се ја даваат, во најголем дел, особено да речеме од повозрасните генерации жени, по да речеме младите жени, е дека треба проблемот да се чува во семејството и дека е преголем срам тоа да излезе надвор од овие 4 Значи зида. тотално се демотивирани. Тотално. Свеста е на некое, тоа ме интересира. Колку се тие свесни, колку жените во руралните средини се свесни за оваа поделба или за овие фрустрации со кои што реално дека се соочуваат, и што прават за да испливаат на површина, што прават да си помогнат, како може да си, освен тоа што да речеме ако системот, односно ако државата не ги поддржува, институциите немаат превоз и така натаму, што тие самите прават за да си помогнат? Тоа ме интересира, како се освестуваат тие самите себе си. Не, па еве, прво кажав дека затоа е многу важно да работиме едни со други. Например, ние што сме имале можеби можност повеќе да на некој начин се освестиме во однос на овие нееднаквости, исто така разговараме, значи едни меѓу други, и мислам дека затоа жените од руралните средини се повеќе стануваат свесни не толку за нееднаквостите. Вие кога ќе се родите, кога сваќате дека од самиот почеток, например ако има брат, да речеме, и се споредува со братот, кој што се форсира да наследи ако има земјоделско стопанство, затоа што е машко, па да го наследи имотот, па да добие пристап до образование, па ако треба да се бира да добие меѓу нив двајца, за еден има пари, тој да положи возачка. Значи тие што од самиот почеток се свесни дека буквално се во нееднаква положба, па потиснати. Ние од самиот почеток им кажуваме на некој начин дека тие треба да се снајдат, заради тоа што ти им кажуваш дека нема да имаат имот на своје име, дека во принцип треба да се омажат за да имаат покрив над главата. Значи тие уште од самиот почеток, уште од многу мали стануваат свесни. Не мислам јас дека тоа е прашање на нивната свесност, туку едноставно мислам дека е прашање на тоа колку тие сега се чувствуваат слободни да ги напуштат или барем колку толку да ги прекршат овие родови норми, овие родови правила кои секојдневно ги живеат, да почувствуваат поддршка за да конечно превземат одреден чекор, за да овие нееднаквости пополека ги напуштаат и се борат против истите. И мислам дека овој сојуз, да речеме, на здруженија на граѓани кои што повеќе работат на застапување и повеќе се сместени во да речеме урбаните средини, кога зборам за застапување на закони. Значи промена, ние застапуваме закони, гледаме дека ова е системска нееднаквост, значи проблем е тука законот, заедно се бориме за да го смениме законот, за барем колку толку тоа системски да се реши. Вториот аспект нели е едукацијата. И оваа соработка меѓу здруженијата на граѓани и локалните здруженија на граѓани кои што реално многу повеќе се во допир со овие жени, искрено мислам дека многу придонесе да и тие станат се погласни и почнуваат да ги споделуваат своите приказни.
Пред можам да кажам 10 години воопшто не се ни збореше за овој проблем, а сега веќе активно се зборува, сите почнуваме да стануваме свесни, сега е уште ред на институциите да почнат да превземаат нешто. Значи здруженијата пристапија кон проблемот и ја започнаа комуникацијата на терен со жените во руралните средини, а институциите одговараат на проблемите во следната фаза. Па во следната фаза, искрено чекаме да дојде таа следна фаза. Зошто? Затоа што ние имавме низа активности кои што се однесува на тоа треба да се промени законот. Тоа што значи? Направивме прва анализа. После тоа имаме ни една многу сакана конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената, која што нашата држава има ратификувано. И таму има еден комитет кој што наблюдува како ова се имплементира. За прв пат во 2018 година беа застапувани проблемите на руралните жени. Овој комитет директно и кажа на државата, значи морате да обезбедите платено породилно отсуство за жените земјоделки и тоа да биде на достоинствен и со достоинствен износ, а не да биде нешто што само нели ќе се заврши приказната. После тоа, врз основа на ова, баравме и во собранието имаше јавна расправа за тоа дека треба да се менува законот за здравствено осигурување за да нели ова биде системски променето. Меѓутоа, што направи државата без претходно да направи било каква проценка, колку ова ќе чини и така натаму, донесе една програма за платено породилно отсуство на жените земјоделки со износ од 9000 денари. И повторно направи да се дискриминирани споредено со формалните работнички. Зошто? Зашто една формална работничка, значи кога зборам формална работничка, тоа е работничка која што или е само вработено лице, а не е земјоделка, или има потпишано договор за вработување нели формален со друго правно лице и така натаму. Минималната плата, дури да сте регистрирани на минимална плата, во делот на периодот на породилно отсуство, вие ќе земете минимална плата. Таа се зголемува секоја година. Сега, например, е 24.000 и нешто. И сега на тој износ, вие на жените земјоделки им викате, вие ќе земате 9.000 денари. Тоа е дискриминирачки. Апсолутно е дискриминирачки, што повторно ги омаловажуваат и не ги ставаат во еднаква и равноправна положба со останатите работнички. Збориме и за минималната плата, значи повторно 150% добиваат помал износ отколку другите формални работнички. А ова се жени кои што, особено во овие услови, каде што гледаме колку рапидно расте цената на храната и колку тие се важни за нашата буквално иднина на сите, ние повторно ги омаловажуваме. Под ние се зборам државата и општеството секако не се вклучуваме ние кои што нели се стапуваме, ама на крај на денот пак сме тоа ние дел од системот, ние сите и не сме се договориле дека овие жени навистина конечно заслужуваат да бидат видени и конечно заслужуваат да бидат еднакво третирани како и останатите работници во нашата држава. За колкав број на жени зборуваме? Затоа што ние во урбаните средини или оние кои што работиме во градовите, не сме свесни за нивниот придонес и колку се тие присутни, колку се тие важни или можеби не сме доволно свесни за нивната важност. За колкав број на жени зборуваме? Па еве оваа програма, иако пак ќе кажам, дури и самата програма не важи на пример за сите жени кои што се занимаваат со земјоделство, пак има утврдено некои критериуми кои што се исклучувачки. Имаше некој податок дека во претходните години по 2-3 жени бременија користеле. А кога зборуваме на пример за индивидуалните земјоделци, за да се реши тој проблем, се таа бројка се зголемува на пример од година во година или пак се намалува, значи зависно како стојат работите. Меѓутоа и тука зборуваме за отприлика последните податоци, мислам дека бе околу 12-13 000 индивидуални земјоделци за конечно да се реши нивниот статус и да се изедначат нели со останатите самовработени лица во Законот за здравствено осигурување. И тоа исто така е голем минус зашто државата не прави кост бенефит анализа, односно што? Ако ние воведеме оваа мерка,
во куќе начини и реално да се договориме сите како општество дека ние се согласуваме со ова заради тоа што овие луѓе навистина работат по 11-12 часа на ден, особено жените, од кои што во најголем дел таа им е неплатена работа. Значи, маж земјоделец има само 2 часа неплатена работа. Жена земјоделка има 11,5 часа неплатена работа во текот на денот. Па дали не заслужуваат веќе да ние сите се договориме и да кажеме толку, значи тука престанува оваа приказна, време е ние на овие луѓе навистина да им ги дадеме правата што им следува. Со оглед на тоа дека се активни во домот, домаќинството и ред други работи, тие заслужуваат и минал труд. Апсолутно, апсолутно. Ако тој се уште термин се користи. Зборуваме за женска сиромаштија. Што значи женска сиромаштија, да им објасниме на следачите? Па точно ова значи женската сиромаштија, тоа значи дека вие вршите толку работи и не за џабе изјавата дека нели капитализмот функционира на плеките на жените, заради тоа што ние сме се согласиле дека ќе се грижиме за семејството, ќе се грижиме за домот и сето тоа ќе ни биде неплатено, посебно во држави како нашата, затоа што во одредени држави има надоместоци, например кога дали жената или мажот одлучуваат да останат дома да се грижат за децата, определени надоместоци, меѓутоа кај нас се уште тоа е на едно минимално, мислам дека воопшто не разговараме. И табу, да. Да, и табу. Исто така пластично, што значи женска сиромаштија? Женска сиромаштија веќе спомнаме и за менструалните продукти, значи вие секој ден да го прашувате вашиот партнер, сопруг и така натаму за да си купите улошки. Женска сиромаштија значи дека вие цело време треба да го известувате каде ќе одите, зашто ви се потребни пари, да правите присметки во текот на неделата колку е потребно да нели едно семејство јаде и кои продукти се потребни, на крај на некој начин вие да ги водите финансиите, меѓутоа повторно за тоа да барате од партнерот дозвола и на крај да ви обезбеди, онда ви ги даде парите кои што реално вие ги одработувате, меѓутоа на крај чекате и ги заслужувате и на крај чекате да ви ги даде парите за да вие можете да купите нешто и на крај сето ова се сведува дека ние се соочуваме со економско насилство, значи голем број на жените се соочуваат со економско насилство кое што од страна на државата не само што е оправдано, туку и стимулирано. Еве исто зошто го велам ова. Затоа што 60% од жените, значи кои што се работоспособни во нашата држава не работат. И кои ќе ми кажат дека ние сега ќе увезуваме работници, нашата работна сила е тука. Значи државата само присутна е, значи таа работи, само што за тоа е неплатена, таа е во домот. И сега дали ние им одговара на властите да биде во домот и да биде на некаков начин контролирана или повеќе им се исплати да конечно имаме соодветни програми кои што ќе ги активираат овие жени, ќе се направат градинки, не мора да се тоа ќе ги дообучат, ќе ги оспособат, ќе ги мотивираат, ќе ги охрабрат понатаму да функционира. И ние на некој начин ќе продолжиме со приказната заради тоа што родовата еднаквост, државите каде што има повисок степен на родова еднаквост се многу понапредни од државите каде што нема родова еднаквост, како што е во нашиот случај. Особено каде што има толку висок степен на женска сиромаштија. Така што според мене работничките ни се тука, само се во домот и е време да ги стимулираме и да им покажеме дека можат и да ги вклучиме на пазарот на трудот. Така. Во неколку епизоди колку што имавме досега ги разработувавме овие теми од различни аспекти. Зборувавме во минатата епизода исто за жените во политиката и тоа беше заклучок неколку пати дека биологијата станува бариера. Значи самото тоа што си жена доаѓаме до автоматски доаѓаме до некои бариери, некакви лимити во однос на работата, во однос на
примањата, во сите условености со кои што треба да располагаме. Тука сакам да се надоврзам исто за менструалната сиромаштија. Менструалната сиромаштија, Андреја, е еден термин кој што не е многу јасен, односно не е многу јавноста не е многу запознаена со таа тема. Што имаш ти да ни споделиш на таа тема? Што е менструална сиромаштија? Сакам само да ви се заблагодарам за просторот и за времето и за ова Неда што го даде како добро интро. Ние работиме на оваа тема заедно со Период Скопје. Период Скопје е дел од меѓународна мрежа на организации кои што се бават со менструална сиромаштија. И ова го кажувам со цел да дадам до знаење дека оваа тема веќе како се работи надвор од Македонија и можеби една од последните да пристигне кај нас, така да со право кажуваш дека е тема која што не име на сите позната. А јас само ќе се надоврзам и на она што го праша што е женска сиромаштија, зашто голем дел од тука е менструалната сиромаштија. А тоа е на страна на сите тоа што го кажа, според мене и последица од бидување на жена во ова општество и колку тоа чини повеќе во споредба со мажи. И ти кажа нешто дека некои биолошки предиспозиции можеби наставаат во непогодна положба да се надпреваруваме на ист ранг со мажите. Тоа е заклучокот. Јас би рекла дека тука има и многу скриени социјални и едукативни моменти кои што сами општествено си ги налагаме и дека не велам дека нема вистина во тоа, но мислам дека кога би ги разбиле тие митови поврзано со тоа, ќе сватиме дека суштински биолошки многу малце се придонесува за тоа ние да сме толку различни од мажите, а дека социјално се надодава на тие биолошки компоненти за да се направи еден нереален, како да го наречам, балон на тоа дека ние сме понеспособни кога имаме добиено или ние бидејќи ги доиме децата, не знам што. Мажите можат да учествуваат и во растење на децата и да им помагаат на жените во период кога имаат добиено и тоа да не стави на еднаква позиција, но тоа не се случува. Така да и овие биолошки предиспозиции според мене се социјално решливи. Точно. И ние зборивме за едно патриархално наследство. Сега сметам дека сме веќе во фаза кога тоа го разнебитуваме, бараме начини како можеме тоа да го промениме. Да. Кои активности, што би можеле, можеби помладите генерации се посвесни за тоа и посилно и поактивно се борат. Да, и сега баш ќе го објаснам феноменот, парадоксалниот феномен, според мене на една биолошка појава и како истата е третирана социјално. Направивме истражување пред 3-4 години, така да сите податоци ги влечеме од таму, доставно и на нашиот сајт кој сака повеќе да дознае. Да почнеме од тоа, една девојка во средно училиште која што добива менструација за прв пат. Огромен број од испитаничките на нашето истражување кажа дека огромен 70% од 2600 учеснички во истражувањето рекоа дека до сега не се сретнале со можности за надоградување на нивното знаење поврзано со менструација. Значи, вие сте една девојка во средно училиште која што прв пат добива и голем број од нив се обраќаат кај нивните мајки за помош и поддршка доколку ги имаат нормално. Многу често се сретнати со првичните стереотипи на дека тоа е нешто срамно, дека тоа е нешто прљаво и дека тоа е нешто што треба да се скрие. И не се споделува. И не се споделува и на никој не смее да се каже, не дај Боже, можеби со најдобрата другарка, ама не дај Боже да кажеш пред цел клас. Точно тоа е впечатокот. Понатака тоа продолжува со огромни митови околу менструални производи кои што се користат. Значи, сега моментално живееме во една ера каде што не се само влошки, има тампони, има чашки, пластични кои што се подржливи, има гаки кои што апсорбираат повеќе, значи има голем диапазон на производи, меѓутоа заради митови поврзани со нив, кога тие може да се користат, кои се последици од нивно користење кои што се неточни и се од стар век останати, голем број на девојките се уште користат влошки. Имаме исто така проблем со незнаење на што овие менструални производи користат, имаат во нив и како тие влијаат на женското посебно репродуктивно здравје. Значи тука се бавиме со репродукција, да наречеме на некој начин јадрото на капитализмот, кое што цело време ги гледа жените како мајки родилки и дека тоа е единствената нивна позиција во општеството. Да, ја знаете што викам на тоа, дај Боже да е тоа така, затоа што они стварно да се грижеа за тоа, овој систем стварно да се грижеше за тоа, ние немаше да имаме ни менструална сиромаштија, жените ќе беа ставени на пиедестал и ќе им беа обезбедени сите услови за они да може да се грижат за своето репродуктивно здравје, а ние во денешен систем сме од една страна притиснати од вие мора да раѓате, ви доцни биолошкиот часовник, тоа е вашата единствена функција, а од друга страна нула услови
За да ние се штитиме нашето репродуктивно здравје, а да не навлагам ни во дискусиите за бремени жени, за жени кои што се имаат млади дечиња и за менопауза. Значи таа тема веќе толку ни е далеку што тоа се жени. Тоа е се уште science fiction. И се сакаме во иднина и со тоа да се бавиме. Да продолжам, потоа продолжуваме со моментот на што се случува ако случајно ти претече. Значи не дај Боже, посебно деца во училиште и жени на работа, многу често не смеат да си дозволат да станат од сред ден и да си отидат дома. Значи го кријат тоа, се срамат, не стануваат од столчето. И ова не се работи кои што мислам ги кажувам на кои што жените им се нови. Сигурна сум дека секој од нас ќе се препознае. Женски техники или да речем женски проблеми, значи тие и не интересираат никој друг. А еве и да речеме да сакаш да спречиш да ти претече, тоа е одиш да смениш улошка во тоалет. Свесни сме за јавните тоалети и тоалетите на училишта, во какви услови се. Че не да може да се да се најдете во ситуација каде што не знам патувате од Тетово до Скопје. Значи се имаш и статистика за тоа дека тие патувања се најстресни за жени кои што се прв или втор ден имаат добиено заради тоа што немаат каде да сменат улошка, па им претекува, па влегуваат во тој еден циклус. Дополнително на ова, јас се го кажувам за контекстот што предизвикува менструална сиромаштија. Кога се оди во продавница да се купат менструални производи, тие треба да се скријат. Во руралните средини, во голем број до ден денес, има посебни кеси што се става алкохол и волошки. Дури продавачот ако е машко, исто и тоа е срамота. Да, многу често и не знам, машки другари или партнер да пратите во продавница да ви купи волошки, често ќе ви се јави, па не знае зашто се работи, па тука, значи има цело едно огромно тоа табу со криење на тие менструални производи. И за крај, според нашата пресметка, ово истражување го правевме пред 3-4 години, тогаш жените трошаа 500 денари повеќе месечно од мажите на менструални производи и на ова се додаваат плюс 300 денари за жени со неподносливи болки, кои што од нашето истражување излегува дека се 80%. 80%? Да. И од жените имаат проблем со... Сериозни менструални болки до степен да 50% од нив пропуштаат 1 или 2 дена месечно на работа. Да ви го кажам, овој феномен или училиште, кога пропуштаат училиште, наставничките или наставниците ги вадат на табла и ги терат, или ако им претекло и треба да си отидат, ги вадат на табла и ги терат јавно пред сите да објаснат што се случило и зашто они си отишле во средина која што е веќе затворена за такви проблеми. Значи не е со целта да се едуцира со ова, него да се понижи јавно и под многу стрес живеат овие девојки лица што Што е со училиштата? Дали се презимаат некакви активности за свеста на менструалните потреби на секој девојче од 10 години па натаму? Ја искрено можам да го споредам, имам 32 години, значи пред 15 години да речеме да сум била во средно училиште, ние имавме програми кои што даваат основно знаење за ова и моето очекување стварно беше дека 15 години подоцна тие програми се веќе етаблирани, знам дека се боревме за граѓанско образование, знам дека Хера има милион проекти за здравје и за се. Кога дојдоа податоците дека 70% од нив никогаш не чуле за менструација при својата прва менструација, јас стварно се шокирав. Мислам, не сум отишла на терен да видам во училиштава што се случува, но таа бројка паѓа, значи тие можности за едуцирање се помалку. Дали имаме таква информација дека воопшто има некакви активности, некои здруженија да работат со учениците, со ученичките? Ние се нашата работа е сега моментално повеќе има спорадично, значи нема системско, има спорадично во зависност дали ќе добиеш пари од некој проект. Период Скопје многу се труди за ова, но они се волонтерска организација, немаат никакви средства. И она кое што ние го работиме сега е барем поставување на диспензери во критични места, како тоалети во училишта, културни центри и слично, за да се намали овој трошок и за девојчињата да можат без срам, без да одат во продавница да купат на тие што им треба, да можат да си го купат, заради тоа што инаку и огромен број од нив не ги купува производите кои што би сакале да ги купат, него купуваат 10 пати поевтини производи или многу често и сами си креираат своји производи за да спречат менструирање, дека не може да си приуштат да купат влошки. Така да, според нас, ние тоа што можеме да направиме првиот чекор е елиминирање на таа сиромаштија, но мора да има контрасила од другата страна која што ќе врши едукација. А тоа се намалува и се помалца.
Да, едукација, активности, тоа е исто поврзано и со значи сиромаштијата во руралните средини, односно женската сиромаштија. Генерално зборуваме заради тоа што менструалната сиромаштија не засега сите нас, не засега само не ги засега само жените во руралните средини, она што го спомена претходно за перименопауза, менопауза и така нам. Тоа е една генерална свест за женското живење за која што многу малку се зборува. А реално постојат разни техники со кои што треба да се занимаваме, се со цел да добиеме фидбек и да ја криваме генерално свеста на секоја жена во општеството, да си го бара своето место под сонце. Да. А оваа тема, можам да кажам за патек во руралните средини, колку е табу, може би има некои, да речеме, податоци што сте ги добила, меѓутоа пак може би ако се направи подетално истражување баш за руралните средини, ќе се види и не е само генерално руралните средини. Правилата се различни исто така од регион во регион. Например, Полошкиот регион, еве сега според најновите истражувања, е регион, но тоа е генерално западна Македонија, е регион каде што има најтврди родови родови правила. Исто и Хера едно истражување кое што го правеше, така да треба да се земе и тоа како параметар каде повеќе треба да се работи и каде во кој регион каков пристап треба да се земе. Да се адаптира пристапот за затоа што треба да ги гледаме од различна перспектива. Не сите жени или не сите девојки или сите мажи само една карактеристика носат. Апсолутно тука влија и етничката припадност, и религијата и така натаму, па поврзано религијата и менструацијата, колку имаме ограничувања при практикување на религијата и така натаму. Значи, мислам дека ова е една тема која што тек сега почнува. Знам дека новинари за човекови права исто така работа на темата, ама многу малку организации генерално работат на оваа тема, а за мене е изненадувачки заради тоа што ова е првото нешто со кое што ние се, да речеме, се соочуваме, дури и да живеете еве во семејство каде што постои родова еднаквост, меѓу родителите има поделени обврски и така натаму, кога ја добивате првата менструација, во тој момент сваќате впрочем колку системот заради тоа што ова е биолошки, нели, едноставно тоа е предодредено, тоа е тоа, зборам за поголемиот дел, нели, оние кои што менструираат, почнувате да сваќате всушност колку споредено со момчињата вие сте во положба на нееднаквост. Тоа е една природна појава, но се уште е тема која што е обвиена со срам и со молк и не се зборува на таа тема. И не знам зошто се уште станува таа тема невидлива во јавниот дискурс и кои би можеле да бидат последиците од тоа молчење. Зборувавме во претходните епизоди исто така за патриархалното наследство и за бариерите со кои што се соочуваат сите жени и испаѓа дека се уште треба многу да работиме на кривање на свеста и на разнебитување на овие бариери кои што се освен тоа што се биолошки и неминовни, многу од жените се лимитирани, не може да продолжат со својата кариера, со својот личен развој и така натаму. И затоа ме интересира, еве не знам, можеби имате искуство или имате некоја статистика од терен, која е главната работа на која што треба да се фокусираме, односно институциите или системот на кој што треба да се фокусира? Па не е една. Да, не е една, или да речеме една која што ќе ни биде приоритетна. Да, генерално е систем на работи кои што треба да се превземат. Еве конкретно ако збориме за менструалната сиромаштија, меѓутоа и да речеме ситуацијата поврзана со родовата еднаквост кога се работи за менструацијата, за мене институционално број 1 треба да се смени законот за работните односи, каде што ќе се дозволи на некој начин, еве како Шпанија, што тоа го направи, да ова биде препознаено.
навистина сметам дека некој ќе каже, ама ние не сме спремни за тоа. Ние не може да не сме спремни за многу работи. Меѓутоа, ако институционално на некој начин тоа се налага, ќе видите како се менува свеста. Затоа и постојат и меѓународните документи, постојат меѓународните правила кои што на некој начин ги развиваат човековите права. Ние, ако немаше храбри луѓе кои што не знам, ќе поднесат прво судски постапки за заштита на своите права, па потоа ќе поднесат до Европскиот суд за човекови права, па ќе поднесат до комитетите во Обединети нации, ние си уште ќе бивме на статус кво со човековите права. Ќе бивме уште на првата генерација, тоа се граѓански, политички. Немаше да имаме ни економски, ни социјални, ни здравствени права кои што сега ги имаме. Така што според мене, може би легалистички ова зашто сум правничка, меѓутоа на вистина треба да си почнеме од системот. И тоа што предвидуваат законите, да ги смениме законите каде што се дискриминирачки, како што е закон за здравственото осигурување за земјоделците, како што е законот за работните односи кога се работи за сиромаштијата, па да видите како ќе почне да се менува свеста. Дали имаме некој пример, да речеме, од западниот свет кој што би можеле да го следиме или да го примениме? Па Да, јас сега само тука да додадам конкретни работи кои што може да се утре да се имплементираат на некој начин. Сеопфатно сексуално образование е иницијатива која што Хера ја тера веќе некое време. Знам дека е пројдена во пилотска фаза во собрание како закон и дека сега се пилотира од училишта и се зима фидбек од таму. Според мене клучот и се мора да започне тука, но верувајте дека кога пробаат тоа да го имплементираат, знам дека се дигна цело општество на нозе, дека тоа сеопфатно сексуално образование ќе репродуцира ЛГБТ млади луѓе. Значи, мислам, тоа беше поврзаноста. Апсурдно е. Значи, имаме проблем со прифаќање на сексуалното образование, а немаме проблем да ги изложуваме децата на сите социјални медиуми без никаква контрола. Многу баво кажа. Да. Значи, јас тука би почнала за почеток. Мислам, прво само да видат за што се работи. Значи, сексуално образование, само што го има зборот секс во него, не значи дека ги учат децата што и да мислат дека ги учат. Само треба да се види курикулумот. Второ нешто, одма што може да се направи, ние веќе имаме поставени диспанзери. Сакам, ако некој го гледа подкастов од приватниот сектор кој што се бави со менструални производи, сите имаат толку големи буџети и капацитети да понудат бесплатно полнење на тие диспанзери. Барем во училиштата. Барем било тоа прифатливо, така? Да, не би требало да ние сме им понудиле и модели, може да се да го рекламираат својот бренд, значи што и да е да биде, да се полнат тие диспанзери за во старт да се елиминира таа сиромаштија и тука ова многу ќе помогне за поставување на таа еднаквост. Дополнително пред 2 години, за сам да кажам дека не е се црно, пред 2-3 години имавме панел дискусија каде што побаравме намалување на даночната стапка на менструалните производи и неколку месеци подоцна таа пројде во собрание, значи имаше слух и поддршка за неа и од тогаш се менструалните производи доста поевтини. Слично на ова што го кажа, сакаме да се бориме за менструално отсуство препознаено и тоа не мора одма да биде на системско ниво, ако е тоа толку застрашувачко, може да биде пак пилотирано со неколку фирми кои што ќе почнат да го имплементираат. Мислам, фирмите сега се исто подложни, мора да прават нивни социјални стратегии, значи не може да се веќе само машини за пари, треба да се социјално ангажирани во својот контекст. Ова може да е еден чекор како да го прават, значи да им дозволат на жените во своите кои што се вработени кај нив да земат менструално отсуство и да го мерат бенефитот од тоа, затоа што не бараме ние бланко слободни денови. Нормално е, значи една жена која што ќе успее да се одмори во период кога има менструација може да е многу поефективна и попродуктивна во наредните денови кога ја завршува циклусот, значи не е дека на некој начин бланко се бара. И дополнително загарантирано е законски дека секоја општина во својот буџет може да определи средства за менструална хигиена и менструална сиромаштија. Значи ова што реално не чини многу, но би помогнало многу. Многу би помогнало за барем на пример за почеток во општините нека има диспанзери кои што ќе покажат дека функционираат добро. Барем за најмладите. Барем за најмладите кои што се соочуваат со овој предизвик. Така да еве и отворен повик, ако некој го слуша подкастов и сака да се заангажира, дека ние радо и волонтерски и од љубов би им дале знаење и механизми како тоа може да го направат и знаете, промената се случува тука сега и утре, не е секогаш со филозофирање и не знам долгорочни промени. Да, и тие се битни, но има многу работи што можеме одма да ги направиме, што ќе придонесе до намалување на овој јас.
Каде би можеле да ги упатиме младите, значи зборувам за младите девојки кои што сакаат да се информираат за своето добро бидување во општеството и жените во руралните средини, каде би можеле да се обратат доколку имаат потреба да дознаат кои им се правата, што би можеле повеќе да направат за себе и за нивната околина и за нивниот начин на живот. Каде би можеле да ги упатиме да се обратат? Па дефинитивно треба да се обратат и најголема поддршка генерално жените имаат во здруженијата на граѓани. Има за среќа се уште нели локални организации како што кажав што соработуваат на да речеме со организациите кои што смета во Скопје, така што ние сме во комуникација. Јас сметам дека нормално институциите се тука. Многу би ја пофалила Комисијата спречување заштита од дискриминација. Доколку сметаат дека се по било кој основ дискриминирани, ова на пример што го кажа Андреа, дека ги вадат девојчињата и на час за мислата, за мене искрено тоа е на ниво на нехуман третман. И тие имаат апсолутно право исто така се обратат до комисијата преку родителите, така што и таму би ги упатила доколку се чувствуваат дискриминирано и нормално да се почне од некаде е важно и тоа со заеднички напори. Благодарам. Па јас на тоа би додала, мислам, сите организации кои што ги спомна в период Скопје, Титинг и организацијата Неда каде што работи, знам дека како што сама кажа повеќето се од нив се цело време на телефон, скролаат на Инстаграм се. Сите ние сме на Инстаграм. Да, сите ние сме на Инстаграм. По социјалните медиуми, меѓутоа каде точно би можеле да се обратиме доколку имаме потреба, затоа што некогаш поготово помлади девојки имаат потреба да направат комуникација со некого, меѓутоа не знаат каде да се обратат. Да. Затоа и прашувам. За почеток нека биде period.skopje на Инстаграм или Tit.ing исто така. И мислам дека понатака више алгоритмот ќе почне да им дава социјално ангажирани невладини, да. Како на сите нас. Ќе си го прочистат алгоритмот на некој начин. Како на сите нас. Ви благодарам на гостувањето и благодарам што отворивме едни многу важни теми за сите нас жените, од најмлади до највозрасни. Благодариме на поканата. Да. Благодарам што не следевте, што следевте оваа епизода каде што зборувавме за жените во руралните средини, за женската сиромаштија и менструалната сиромаштија. Нашата борба продолжува за женските права и се гледаме во следната епизода. Поздрав!